Остануваат и на ставот да ја напуштат владата, но остануваат и во владата. Помалите коалициони партнери Демократски сојуз, ДОМ, НСДП и ЛДП засега немаат намера да ја напуштат владината коалиција, иако власта и министрот Османи најавија дека францускиот предлог не е мртов и се уште се преговара за него. Павле Трајанов од Демократски сојуз вели дека не биле само опозицијата и коалиционите партнери против, туку и голем дел од пратениците на СДСМ. Опасна тезата која што презентира министрот за надворешни работи, дека францускиот предлог е прифатлив. На тому дека рамката е веќе со некои ситни корекции исто така прифатлива. Значи, тоа е директно загрозување на нашите национални интереси. Апсолутно обстојувам ако продолжи Османи да се однесува на овој начин, да практично прифаќа да се загрози нашиот национален идентитет, тогаш мислам дека ја загрозува собствената позиција, но и позицијата во целина на владата. Тој вели дека ако на било кој начин е загрозен националниот идентитет, веројатно ќе се оди на избори, а повика и на широка коалиција. Сметам дека треба да се вклучат сите потенцијали во државата и затоа ја отворам ова можност да се формира на широка коалициона влада. Маја Морачанин од ДОМ потврдува дека се уште се преговара и побара ако има нов предлог, тој да биде достапен за јавноста и собранието. Имавме јасен став ако остане тој француски предлог. Сега веќе не знам каков е, се уште има преговори. Ако го прифатеше владата, ќе ја напуштевме. Остануваме на тоа. Ако има нов предлог, мора да биде достапен за увид во јавноста и собранието. Претходниот за нас беше неприфатлив. Една недела подоцна се изјасни и НСДП. Вела дека тие биле против, но не најавија напуштање на владината коалиција. За НСДП единствено е прифатлива преговарачка рамка со јасна и чиста формулација за македонскиот јазик и јасна заштита на македонскиот идентитет во согласност со резолуцијата која ја донесе Македонското собрание. Не прифаќаме историските прашања да влезат во преговарачката рамка. За историјата сметаме дека треба да разговараат историчарите без политички притисоци. Горан Милевски од ЛДП, иако го отворили предлогот на Макрон и најави напуштање на владата доколку се прифати, за Алфа сега велиот е немал информација дека се уште се преговара.